Земјоделците и се вратија на секојдневната работа. По вчерашниот протест пред подрачното Министерство за земјоделство денеска е мирно. Велат дека нивниот собир бил предупредување до надлежните дека трпението на градинарите е при крај и доколку веднаш не почнат со исплата на субвенциите, ќе ги блокираат подрачните единици на Министерството за земјоделство. За во 2015 години и претходно што кажа и од регионално ниво таквото не се исплатени таквото. Проблемот е што и нема намера да се исплаќат субвенциите, од кои што се служа само со лажи Министерството преку фондот за земјоделие, за парите што се наменети за земјоделско производство. Сето ова е некоја игра, манипулација на моменталната политика, моменталната владата што е, техничката влада што... Земјоделците велат дека сметале на парите од субвенциите за организирање на пролетната сеидба. Работата им е закочена бидејќи државата никако да почне со исплата на истите. Градинарите од регионот се разочарани и гневни бидејќи сметаат дека се изиграни. Гледам мачна слика секој ден по банките, веќе 15-20 дена. Не само луѓето што барат субвенции се малтретират, туку и вработените во банките, исто така и тие се малтретират со нив, секој ден субвенции нема. И аз мислам дека нема да има субвенции, искрено кажувам, затоа што се гледа каква е ситуацијата, 15, 20, 30 дена, па трезорот, па министерот не бил, па тоа не е во прашање ништо, во прашање е политика. Еве, политика, чиста политика, не сум политички обоен, немој да ме сватите погрешно. Во прашање е политика, дали се чекат избори, еве, вие знаете, минатата година, февруари месец, крајот на февруари, почетокот на март беше исплатено за 2015 се беше исплатено. Сега зошто не се исплаќаат, не можеме да кажеме, едино по мое во прашање или нема пари, или во прашање политика. Тоа е. Друго, што да ви кажем, и јас мислам дека погрешна е стратегијата на луѓето од здруженијата сега што овде да ги бараме правата пред Министерството, пред подрачното Министерство. Се знае како се прават штрајкови. Штрајкови, јас можем да кажем штрајк, сите гледавме Грција, блокирање и завршена работа. Што ние ќе бараме сега овде, ќе блокираме, што ќе го блокираме Министерството? Па пола од Министерството што работа тука се во Скопје на митинг. Од платежната агенција цела недела потврдуваат дека нивната работа е завршена. Во неколку наврати директорот Златков потпишувал платни налози во висина од над 5 милиони евра за исплата на ланските субвенции, но и за останати од 2015 па и 2014 година. Сега е на потек Министерството за финансии, кое ниту потврдува дека ќе добиле налозите, ниту кога ќе почнат со исплата на субвенциите.